Цивил медија. 17 јули 2019 година. Вест на денот. 50 на функционери, директори и раководители на листата за разрешување. Премиерот Зоран Заев ги соопшти имињата на високите функционери кои ќе ги предложи за разрешување на денешната владина седница, а меѓу нив се директорите на МЕПСО, ЕСМ и Македонија ПАТ. На денешната пресконференција во владата, тој кажа дека од денеска почнува постапка за разрешување на директори, раководители и членови на надзорни и управни одбори во државните институции и именување на нови луѓе на функциите. Лидерска средба ќе има, макар и без Мицкоски. Премиерот Зоран Заев денеска на пресконференција во владата повторно го повика лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски да дојде на лидерската средба в петок, истакнувајќи дека таа ќе се одржи без разлика на неговото учество и од тие негова одговорност дали ќе се појави на средбата. Ван Хауте, наместо да гарантираат правда, политичарите од сите партии продолжија со своите лични борби. Читајќи за тоа што се случува со канцеларијата на специјалното обвинителство во Северна Македонија, можам само да заклучам дека владењето на правото повторно се спушта со голема брзина надолу. Што и да се случило во канцеларијата на специјалниот обвинител, важно е да се спречат сите шпекулации и да се дозволи редовното обвинителство да ја врши својата работа. Во случај да постои злоупотреба на моќ, луѓето кои се вклучени во тоа треба да бидат осудени, но запрете со гласините, напиша Ван Хауте. Заев, не сум се слушнал со Јанева пред да ја биде одземен телефонот. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарски прашања, изјави дека тој не се слушнал телефонски со Катица Јанева пред да ја биде конфискуван мобилниот телефон како што се шпекулираше во јавност. Кржаловски. Новата власт во Грција е тест за Преспанскиот договор. Формирањето на новата власт во Грција ќе биде прв тест за договорот од Преспа, бидејќи знаеме дека таму Нова демократија беше противник, како што тука ВМРО ДПМН беше противник на договорот. Добро е што прво кај нив се случи промената, за да видиме како тие ќе се однесуваат кон договорот, изјави Александар Кржаловски во интервју за Цивил медија. Прочитете повеќе на civilmedia.mk. Цивил медија.